Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Македонија не ги презема чекорите за напредок во ЕУ интеграциите. Европската комисија го објави извештајот за напредокот каде повторно се повикува на уставни измени, но и реформи во правосудството. Собранието со постизборна агенда, реконструкција на владата, измени на изборниот законник, донесување на новиот буџет. Меѓутоа се врати на градоначалничкото столче во Чаир. ВМРО ДПМН повикува на промени во СДСМ. Опозицијските партии најавуваат внатрешни анализи по поразот на локалните избори. Буџетот стаса во собранието. Повеќе пари за пензии и плати, помалку за социјални трансфери. За извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава во евроинтеграциите, може ли да се дојде до решение поврзано со уставните измени и да се деблокира евроинтегративниот пат, зашто константно забелешки кои се однесуваат на реформите во правосудството, но и за изборниот резултат и тоа како овој резултат влијае на пейсажот на нашата политичка сцена. Во тема на денот ќе разговарам со Александар Кржаловски, директор на МЦМС. Останете со нас, почнува Дневник. Најпрво во Брисел, а попладнево и пред претениците во Македонското собрание, Европската комисија го презентираше извештајот за напредокот на земјава на евроинтегративниот пат. Уставните измени остануваат услов кој Македонија не го исполнила, а најслаби перформанси на реформите се нотирани во делот на владењето на правото и правосудството. Од земјите во регионот највисоки оценки добиваат Црна Гора и Албанија, Македонија е групирана со земјите со проблематизиран напредок Србија и Босна и Херцеговина. Што точно содржи документот од Даниел Василев кој е во собранието? Даниел, најпрво завршили презентацијата на заклучоците пред македонските претеници. Цаци, чинам дека веќе се е завршено тука во собранието. Евроамбасадорот Михаелис Рокас некаде околу 17 часот пристигна во законодавниот дом и извештајот му го предаде на собранискиот спикер Африм Гаши, пошто заедно со координаторите на пратеничките групи влегоа на состанок, односно на седница на која што тој им го презентираше извештајот на Европската унија за напредокот на земјите од Западен Балкан, Молдавија и Украина. Практично во овој извештај има бројни забелешки за тоа што е направено, односно да бидам попрецизен за тоа што не е направено, а според Европската комисија не е направено ништо ниту во правосудството, ниту во поглед на владењето на правото. Уставните измени и она обврска која што Македонија ја презеде за внесување на бугарите во уставот е практично она што го блокира европскиот пат на Македонија. Тоа е нотирано и во самиот извештај на Европската унија. Практично од таму велат дека додека не се спроведат уставните измени, Македонија нема да може да продолжи и го повика собранието дека тоа е таа институција која што треба да ги презаде сите конкретни чекори за уставните измени. Од друга страна, Европската унија ја спомена и најголемата трагедија во историјата на Македонија, она во Кочани на 16 март, каде што животот го загубија 62 млади луѓе и вели дека оваа трагедија предизвика јавни протести поради коруптивни практики, систематска институционална негрижа и недостаток на надзор врз основните безбедносни стандарди и владењето на правото. Позитивен исчекор од друга страна има, според Европската унија, има во усогласеноста на надворешната и безбедносната политика на Македонија со она на Унијата и дури во делот на Украина и руската инвазија. Во поглед на јавната администрација, Европската комисија нотира дека Македонија е умерено подготвена за реформи, со главен акцент дека се добри чекорите со реформските закони кои што беа донесени од страна на собранието во текот на летото. За фундаменталните права ЕУ нотира дека правната рамка е делумно усогласена со законодавството на Европската унија и европските стандарди. Извештајот на Европската унија беше презентиран и во Брисел од страна на Европската комесарка за проширување и од високата представничка за надворешна политика на Европската унија Марта Коси Каја Калас. Ги имаме нивните изјави да ги погледнеме во продолжение.
No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Cleaning up corruption, cementing the rule of law and supporting free media are also about national and European security, as they are about the prosperity of the country and the people. Security is at the top of everybody's agenda right now. That is why we have already deepened the security and defense cooperation with accession countries. We have signed joint security commitments with Ukraine, established security and defense partnerships with Moldova, North Macedonia and Albania, and are about to launch a new security and defense dialogue with Montenegro. За крај само да кажем дека Црна Гора е условно кажано звездата на овој европски извештај со оглед на тоа што таа е државата која што доби највисоки оценки од страна на Европската унија. ЕУ практично ги подели државите во две групи. Во првата група се оние кои што забрзано чекорат кон Брисел, тоа се Црна Гора, Албанија, Молдавија и Украина, додека во втората група сме ние, во друштво на Србија и на Босна и Херцеговина, и ние ќе треба да направиме сериозен исчекор доколку сакаме да одиме напред кон европскиот пат. Даниел Василев од собранието каде беше презентиран извештај за напредокот на земјава, ти благодарам за ова вклучување. Паралелно со објавувањето на извештаите во Брисел се состануваат лидерите од земјите аспиранти за членство. На самитот учествува и премиерот Христијан Мицкоски, кој оствари средба со претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, каде ги пренесе резервите кои Македонија ги има во однос на уставните измени. Ако Европската унија го толерира булингот на Бугарија кон Македонија, ваквите блокади можат да станат пракса помеѓу останатите земји членки. Премиерот Мицкоски од самитот посветен на проширувањето на ЕУ, со порака дека Унијата мора да се запраша дали ваквиот однос на незините членки е според вредностите и принципите на кои е изградена. I'm not surprised that the similar situation will occur in the future, because if someone is witnessing that this veto tool works, then we should apply the same recipe. Why not? Because if someone dares to bully someone else who wants to join the club, why the others should be silent? This is not normal. If we are accepting that principle once, then this principle will destroy all the values developed by De Gasperi, Schuman, and Adenauer when this organization was developed. So, the European Union itself should ask themselves what we are doing with this unanimity, and is it according to the principles and values based on which we've been developed? Дали Европската унија може да си дозволи да изгуби уште време, праша и Кошта од самитот посветен на проширувањето на Унијата. Претседателот на Европскиот совет пред лидерите на земјите кандидатки за членство порача дека проширувањето останува врвен приоритет на ова раководство на европските институции, како најдобра инвестиција во мирот. Украина, Молдавија и Западен Балкан природно припаѓаат во Унијата, вели Кошта, но сите земји кандидатки мора да ги испорачаат и неопходните реформи. And the current geopolitical context makes this priority all the more urgent and necessary for the European Union. Why? In an age of geopolitical instability, an enlargement European Union means a safer, stronger and more peaceful Europe at home and in the world. Accession partners must decide if they have that determination to move forward with their European Union transformation, or if they prefer to remain trapped by painful historical legacies. The European Union must also decide whether it can afford to lose more time and if it is ready to evolve and adapt to the current geopolitical realities. Евроинтеграцијата на Македонија била во фокусот и на средбата на премиерот Мицкоски со претседателот на Европскиот совет пред почетокот на самитот, а се разговарало и за заеднички стратешки важни проекти.
На состанокот апсолутно ги повторивме нашите единствени позиции, кои што навистина се позиции кои што се достоинствени после сите оние понижувања кои што ни се случија во минатото, изминативе 25 години откако практично почна овој наш пат кон приближување кон Европската унија. Имавме пријателски и би рекол прилично продуктивен состанок. Едноставно, сето она кое што представува наш приоритет е и приоритет на господинот Кошта. Покрај приближувањето кон Европската унија и отпуштувањето на преговорите, имаше уште неколку проекти кои што се за нас стратешки важни. Тоа е гасниот интерконектор со Србија и крак на гасниот цевковод кон соседно Косово. Само неколку часа по објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, Мицкоски кима и работна вечера со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. По тема на денот, како што најавив, Александар Кржаловски, директор на МЦМС. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, фала на поканата. Европската комисија денеска го објавува извештајот за напредокот на земјите од Западен Балкан. Гледаме дека има исклучителен напредок кај Црна Гора и кај Албанија, оценети се со 5, па дури има и прогнози дека до 2027 година ќе ги завршат во целост преговорите, а до 2030 ќе станат членки. Најнегативни оценки за Босна и Херцеговина и Србија, а Македонија некако ни стана вообичаено некаде на средина. Дали сметате дека причината за тоа што Македонија не може да биде сепак во топ тркачите, ранерите во оваа група е тоа што сме блокирани поради неспроведувањето на уставните измени? Па да, мислам дека е релативно очекувано ваква оценка која претежно се базира на тоа што воопшто не преговараме, нели? Односно не се почнати преговорите и бидејќи има застој на тоа поле, очекувано е да оценката не биде во првите две, да речем, А и Б, како што ги оценуваат Црна Гора и Албанија. И да, не е баш соодветно да се споредуваме со нив кои веќе течат преговорите. Од друга страна, кај Молдавија и Украина нели си тие течат и има напредок, иако се многу подалеку од она што ние сме во моментов со статусот на исполнување на обврските за членство и усогласено со регулативата на ЕУ. Така да таму и може да се нешто споредува, но пак ќе речем, мислам дека сме бајаги далеку пред нив, иако се во моментов подобро оценети, ама трикот со овие годишни извештаја што се оценува напредок во таа година, бидејќи ние стоиме таму каде што си понапред. Да. И за жал заради тоа што воопшто нема поместување за во однос на ни од нас ни од нив, би рекол, бидејќи гледаме се инсистира на уставните измени како веќе преземена обврска на државата, без оглед која партија била на власта, ВМРО, ДПМН и владеачката коалиција во овој момент не се спремни да тоа го направат или не беа спремни, сега ќе видиме после избориве дали нешто ќе се промени. Но тоа е таа ситуација и за сега нема промени. За Албанија и Црна Гора веќе одамна фигурираше како со проценки дека дури до 26-та дека ќе завршат преговорите, сега се помести тоа за 27-ма, но мислам дека е реално да се очекува дека до 2030 ќе станат членки. А во тој пакет, така да речам, бидејќи некои не би правиле референдуми само за една земја, може да се надева и Албанија, ако мислам дека има таму и политички пречки за членство до 2030 на Албанија, заради сепак криминалот и влијанието во европските земји. За нас што значи оваа порака дека овие две земји, пред кои ние бевме многу понапред во целиот овој процес, имаат можност волку брзо од денес да станат полноправни членки на Европската унија, фрустрација или мотивација? Двете би рекол, бидејќи на крај тоа е одлуката што самите треба да донесеме, веројатно е после завршени избори време за искрен муабет самите со себе, односно постигнувањето е некој национален консензус кој, да речем, го имаше пред Преспанскиот договор, но тогаш во постапката се наруши тоа, се наруши и позициите кои ги имавме по таа стратегија по која теравме. Ние имавме 137 признавања на уставното име, тоа го фрливме у вода со надежда дека еве до сега ќе станеме членки, тоа не се случи и време е за нов договор, така да речем, меѓу нас самите. И што сме спремни да жртвуваме, дали достоинството со прифаќање на уставните измени или за економскиот застој кој ќе не одвлече уште подалеку од оние кои ви сега еве на Бугарија не блокира и ќе стане уште полоша нашата ситуација и можноста да се
справуваме со предизвикот кој е пред нас. Така да е дилема и не е лесна. Не може да се избере едното или другото. Рековте и јас го делам тоа мислење дека тоа што не преговараме е многу значено за тоа до каде сме, меѓутоа има некои објективни критериуми кои ги вреднува Европската комисија, како на пример во делот на правосудството, спроведените реформи во овој дел, владењето на правото и борбата со корупцијата, велат умерен напредок. Не е назадување, меѓутоа не е ни постигнато она кое што требало во овие рокови земјата да го спроведе. Каква е вашата оценка во овој дел и зошто ние не успеваме да се справиме со проблемите во овој ресор? Па да, многу е мал или никаков напредок точно на тие позиции со правосудството и со корупцијата. И тоа генерално не зависи многу од преговарањето. Значи, тоа ќе биде еден поттик и притисок, бидејќи ќе мора да се исполни некој, но и сега планот за раст кој е замена некоја да нешто се случуваат работите во меѓувреме, недоволно се постигнува. Ако не се лажам, 1,5 од 5 области имавме напредок и она што се исплатија само 16 милиони евра наместо 75 кои беа предвидени за оваа транша, доволно говори до кај сме. Да. Значи, ние не успеваме да испорачуваме тоа што е договорено таму, без разлика дали преговараме или не. Така да и тоа е некоја мерка или оценка и мислам дека е релевантна оваа оценка С, како ја викаат за вкупната состојба, главно од овие предизвикано од овие области, правосудство и тројка по нашки. Да. Вечерта на изборите во неделата слушнавме една најава од премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН, најава на посетата негова и учеството на самитот за Западен Балкан кој се одвива денеска паралелно со презентацијата на извештајот, но имаше една формулација, вели победивме овде, одиме да победуваме и во Брисел. Како гледате на ова, што може како победа во македонската дипломатија и македонската влада да толкува во овој даден момент? Може би дека ќе се премести сега фокусот кон токму кон решавање на таа ситуација или дедлок, застој во прашањето на преговорите, иако мислам дека оваа влада се обида да го мрдне тоа, но најде на неразбирање или од Бугарија или од самата Европска унија и постојано затварање на вратата, така да речем, бидејќи се што се обида со одложено дејство на уставните измени, со мала промена у преговарачката рамка да се исфрли протоколот 2, со некоја добра волја од Бугарија да регистрира здружение за некоја од тие 14 или колку се веќе пресуди од Страсбург. Ништо од тоа не се случи, иако се направи обиди. Само прашањето ми е што уште имаме во карти, што би рекол Трамп, во игра, за да тоа нешто се направи, ама добро е што посебно со ваквиот исход на изборите, што актуелната владеачка коалиција, не само во ВМРО-ДПМН, туку и ВЛЕН, се во да речем лагодна позиција, тоа е зад нив и сега може со нова енергија да се концентрира на тој решавање на тоа прашање. Дали, кога и колку брзо ќе видиме што ќе донесе дури сама во оваа посета на Мицкоски на Брисел. Но би требало да се очекува да има некој напредок на тој план. Имате впечаток дека некој друг зборува за изноѓање решение, освен нашите представници, затоа што сите сметаат дека решението е веќе најдено, испорачано до нас и ние само треба да постапуваме согласно него? За жал, тоа е не само доминантниот, туку единствениот став на Европската унија, дека без уставни измени сега, со важење веднаш, нема друго решение и прилично единствено тоа се прави. Тоа покажува колку е важно единството. Затоа го повторувам она што го пропуштивме со Преспанскиот договор, да има национален консензус. Океј, ако се решиме така, ама сите да се решиме до така. А не ние да се поделиме, па сега сите во Европска унија, добро, ако не кете, вие ќе дое друга влада, ќе го направи тоа. И ние ќе сме во застој понатаму. Така да таму има единство, а ние немаме единство за да се бориме. Ние сме окей, јас сум во ред со тој став, бидејќи и тој е европски став за зачувување достоинството. Достоинството е број 1 вредност во Европската унија. Има 6 ставено во нивниот договор за Европската унија, 6 вредности. Прва е човечкото достоинство. Ако е така, еви ние се бориме за тоа. Така да не е проблем или пречка што го истакнуваме тоа и претседателката во некои настапи сега што имаше во Франција и секаде. Но тоа од друга страна не го решава проблемот. Така да треба да се најде и релативно брзо да се најде, бидејќи и самото одложување, како што се случи во овие 20 на години, не е проблем сам по себе. Ние бевме 2 пати по силни со растот на БДП од Бугарија, која
почнаа транзиција и кај нив и кај нас. Сега Бугарија 2 пати поголема од нас, значи 4 пати разликата направена во овие 20 години и дори ние чекаме на тоа, така да и така тоа што треба и тоа достоинство во друга смисла, не само национално, туку и економско, животниот стандард да се земе предвид. А имаше некои најави можеби за вклучување на Мелони, тоа е единствено нешто вака што слушнавме дека некој би помогнал или би се вклучил да се бара некаков нов план, но во контекст и на изборите и на европската интеграција, дали било со поддршка на ВМРО ДПМН или не, сепак вреди зајакна на овие избори, извојувајќи силна победа над ДУИ. Со оглед на тоа што оваа партија во својата програма, оваа коалиција во својата програма ги има уставните измени, може ли сега од внатре владата практично, кога има еден партнер кој што е сепак со јасен кредибилитет и легитимитет, да трпи притисок за да се реши ова прашање побрзо? Па ќе го има, тоест постојано го има, но уште кога се составуваше владата беше најавата дека во тие 6 месеци ќе се направи нешто, па еве помина и година и 6 месеци, па немаме напредок или решавање на тој начин, односно со донесување на уставните измени. Предпоставам дека го има темелно разговарано тоа во ВМРО и Влен уште кога се составувала владата и не видовме некој посебен притисок од Влен, односно оставија да премиерот и водечката партија го водат тоа прашање. Не очекувам ни сега, но очекувам, како што кажавме претходно, дека нешто ќе се случува. Колку ќе биде тоа темелно и колку ќе биде разбрано од Европската унија, останува да се види во наредните месеци, но очекувам посериозен напор на тоа прашање релативно брзо. Дали тоа ќе значи во догледно време и уставни измени или ќе има некоја меѓу решение, останува да се види. Да, во неделата завршија локалните избори. Ајде најпрво, каква е твојата оценка за целиот процес на спроведување на изборите? Па да, мислам дека треба и тоа да се, бидејќи сите се концентрира на резултатите, мислам дека треба да се нагласи дека чинам ова беа најмирните избори до сега, особено во однос на спроведувањето на изборниот ден, иако имаше очекувања за тензии и имаше тензии и големи влогови, особено албанскиот блок, прилично мирно помина. Океј, имаше стандардно некои нарушувања на изборниот молк и слично, ама во многу помал обем отколку што беше во претходни избори, така да треба да се пофалиме самите себе, така да речем, или сите надлежни институции за спроведувањето на процесот. Второ, би ја пофалил Државната изборна комисија за објавувањето на резултатите. Мислам дека во вториот круг 10,5 веќе 99% од гласовите беа преброени, објавени, функционираше сајтот одлично, иако гледам дека на други полиња потврда на приговорите не можев да ги најдам на сајтот, ама и по таа линија се укажува дека е, например, во првиот круг само 57 приговори имало, сите се отфрлени, некои не биле ни можело да се достават така како што се, така да на управен суд биле само 13 тужби, од кои само 4 се прифатени, сите во Шуторизари, каде што имаше повторување. Така да и тоа е показател на некоја зрелост во, да речем, во демократијата. Кампањите беа попристојни од вообичаено, помалку црни и напаѓање на против кандидатите, така на некој начин зрееме како демократија и тоа е за пофалба. Има ли некоја... Секои избори завршуваат со победници и со поразени. Јасно е по бројките кој во случајов е едното, а кој е другото, но ако земаме предвид дека имавме навистина ниска излезност, а и огромен број на неважачки ливчиња на овие избори, има ли некоја порака од целиот овој изборен процес која треба да ја прочитаат сите политички партии, значи не само оние кои изгубиле на изборите, туку и ВМРО ДПМН како апсолутен победник, затоа што имаше една реченица која кажа во завршниот говор лидерот на партијата Христијан Мицковски, вели ја слушнавме тишината. Има ли простор за интроспекција дури кај победниците за тоа што покажаа граѓаните и што им укажаа граѓаните на гласањето во неделата? Да, мислам дека беше доста карактеристично овој пат големиот број на неважачки ливчиња, 53.000 во првиот круг и скоро 20.000 во вториот, што мислам дека се рекорди за двата круга посебно, што се не сум сигурен, освен Орце Георгиевски, никој не освои поише гласови од тоа. Да. Сите кандидати беа 30.000 или помалку, така да на некој начин гледано е втората најважна бројка
во изборите. Треба да се спореди душе со бројот на гласови на советничките листи, па да се види кај би била оваа партија на колку советници би на тивките, оние што излегуваат на граѓани, што сакаат да кажат нешто, ама него преточуваат низ некоја партија. Практично и по политиколошките науки колегиве што кажуваат, тоа е изгубен глас и фактички е така, но во исто време е и некоја порака, иако не е популарно да го искористиме тој термин. И драго ми е, ако премиерот тоа го кажал, бидејќи очигледно има прилично големо незадоволство од функционирањето на веројатно сите партии, чим толку луѓе решиле така да го направат. Од друга страна, со години не се менува на изборниот систем, најклучните, значи се подобрува процесов, ама системските работи остануваат. Ево избирачкиот список се уште е голем проблем. Само во едно избирачко место од 400 гласачи 20 починати лица се уште фигурирале. Значи недозволиви работи се тоа за професионална демократија, така да речем. И ама останува прашањето дали треба 6 изборни единици, се не беше случајно локални, ама за парламентарни зали 6 или да се префрлиме на една, дали веќе да има отворени листи, па секој да се одбере која не партиите одлучуваат, но тоа е подлабок проблем и ако е навистина го чуле гласот на тишината, мислам дека треба да се отвори конечно тоа прашање да се постигне консензус каков изборен систем е најдобар. Може не е најдобар тој со една единица и со отворени листи, но да се изразговара искрено и со партиите, а не да се постигне консензус на партиите кои им одговара ваквиот систем, а се друго се фрли во вода и конечно да стабилизираме изборниот процес, да нема дилеми од било каков карактер. Вообичаено оваа дебата се отвора вака скоро по изборите и никако не се затвора до следниот изборен процес. Кога се констатира дека нема време да се измени. Така, уште за крај се минували пейсажот, особено во опозицијскиот блок, после бројките кои ги освои СДСМ, гледаме дека таму до сега 3 оставки, една високо позиционирана, другите пониско позиционирани ешалони поднесуваат одговорност некаква. Се менували сликата, земајќи го предвид успехот кој левица успеа да го резултатот кој успеа да го извојува во овој процес. Да, како и сите избори, секој си најде причина за славење или за прогласување победа, освен тоа што е јасно за владеачката коалиција, вклучително ВМРО, ДПМН и ВЛЕН, кои имат 55 плюс 10 со се независни од Оструга, значи 65 од 87, значи јасна, недвосмислена победа и на некој начин делегитимирање на ДУИ, односно главната флоскула што беше за овие избори, дека нема легитимитет ВЛЕН, сега тоа е срушено како приказна и предвремени парламентарни избори. Од друга страна, ДУИ сепак освои повеќе гласови од ВЛЕН и освои повеќе советнички места, така да може да се чувствуваат задоволни или не толку победени како што е рефлектирано во бројот на градоначалници и нивната важност, бидејќи 4 општини кои ги има, нема ни еден голем град. Од друга страна, кај СДСМ тие најдоа начин да сепак не е најубедлива победа, ти има 57 градоначалници 2017, ВМРО само 5 тогаш, така да барем тој рекорд не се сруши и на некој начин може да бидат, не може да бидат среќни, но може да рече дека не е најлош резултат во историјата. И си најдоа начин дека го намалиле бројот на гласови на ВМРО од парламентарните, ама не е некоја утеха, бидејќи сепак локални се споредуваат. Очигледно веќе почнаа некои процеси и потези таму, отчетниот конгрес им даде патеката натаму. Оставките кои се поднесува веќе предвижија некои работи и како и што е вообичаено после секој избори, секој треба да си го направи муабетот натре во партијата. Левица е, да ја спомнеме, иако мислам дека се преувеличува нивниот успех, бидејќи гласовите и тие паднаа како и сите други од парламентарните, а нема некој, сепак се дупло помалку од СДСМ во број на гласови. Успех беше овај изненадување и го разбија дуополот за град Скопје, така да честитки за нив за тоа, иако не може да се рече дека се веќе втора опозицијска партија ќе почекат и ќе треба поработат за таму и да се сменат малце во пристапот, бидејќи мислам дека плафонот го постигнаа со овој пристап, сега го променија малку со Мециновиќ и можеби тоа е насоката понатаму за привлекување на нови гласачи, но не може автоматски да ги припишат како што го направија тоа, дека овие гласови во вториот круг се нивни.
ќе видиме на следните избори како ќе биде. Александар Кржаловски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам. Локалните избори во Гостивар, Маврово, Рустуша, Центар, Жупа и Врапчиште повторно влегуваат во неизвестност. Процесот треба да се повтори, но со повеќе правни и организацијски дилеми. Спикерот Африм Гаши најави консултации со ДИК, бидејќи постои нејаснотија околу роковите и можен судир со истекот на мандатот на актуелниот состав на комисијата. Паралелно во парламентот почнуваат разговори за измени во изборните правила и најави за реконструкција на владата. Се комплицираат локалните избори што одново треба да се спроведат во Гостивар, Маврово, Рустуше, Центар, Жупа и Врапчиште, кои на 19 октомври не го постигнаа потребниот цензус за излезност. Во овие општини процесот треба да почне одново, но како што информираше денеска спикерот Гаши кој ги распишува изборите, ќе мора да се направат дополнителни консултации со ДИК. Прво, како што објасни спикерот, има дилема од кога почнува да тече рокот од 60 дена. Дали од завршувањето на првиот круг или пак од завршувањето на вториот круг. Поголем проблем е пак што за дополнителните избори, членовите на ДИК можно е да останат без мандат. Мандатот на членовите на ДИК трае 5 години, на актуелниот состав истекува на 15 јануари. Неумесно би било среде избори да распишам оглас за нови членови на комисијата. Затоа денеови веќе имаме средба со ДИК заеднички да го решиме ова во рамките на постојните закони. Сам не сакам да одлучувам, реше Гаши на брифинг. Тој не исклучува резултатите од актуелните локални избори да направат прегрупирање во пратеничките групи во собранието, а најави дури и промени во владиниот состав, согласно најавите на премиерот дека не е задоволен од работата на некои министри. На координацијата кај него бил донесен и став координаторите на партиите да почнат разговори за измени на изборните правила, особено во делот на финансирање на изборната кампања. Согласно за измени, според Гаши дала дури и опозицијската ДУИ, чии гласови се неопходни за консензус и бадантер, а која претходно ги условуваше измените на изборниот законник. Сепак измените на Законот за локална самоуправа, со кои се предвидува граѓанско отповикување на градоначалникот, како и општински полицајци, а кои исто така се заглавени од ДУИ, Гаши вели дека ќе мора да ја чекаат владината реконструкција. Поречи си 2 месеци пауза, пратениците првата посериозна седница ќе ја имаат на 11 или 18 ноември, зависно од пристигнатите материјали. Од денеска во парламентот е и буџетот за наредната година. До 10 ноември ќе се поднесуваат амандмани, а целосното усвојување на буџетот за 26-та треба да биде направено најдоцна до средината на декември. И покрај претисокот од ЕУ за уставни измени, Гаши вели дека не се планира отварање на највисокиот законодавен акт. Сепак спикерот вели дека треба да се искористи можноста и расположението во Унијата за проширување за да ја откочиме евроинтеграцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Предлог буџетот за 2026 стаса во собранието. Документот открива дека најголем дел од државните пари следната година ќе одат за пензии и плати. Растот се очекува да биде 3,8%, а инфлацијата 2,5%. Речиси 2 милиарди евра ќе чинат пензиите во 2026-та, а повеќе од половина од сумата, околу 1 милиарда евра, ќе се покрие директно од буџетот за да може фондот за пензиско и инвалидско осигурување да ги исплати примањата. Според бројките, за пензии ќе има речиси 10% повеќе пари во споредба со годинава, што уште еднаш потврдува дека состојбата со пензискиот фонд останува кривка и дека државната поддршка постојано расте. За плати и надоместоци се планирани 855 милиони евра, што е зголемување од 7%. Во образложението на буџетот стои дека средствата се зголемуваат поради нови вработувања, преземање на работници од други институции и нови колективни договори. Минимално се намалуваат парите за стоки и услуги, но ќе има повеќе средства за договорни услуги. Околу 900 милиони евра, што опфаќа набавка на мебел, возила, амбулантни коли и автобус. Истовремено, средствата за социјални надоместоци се намалуваат за 15,7%, што покажува дека владината политика за следната година се фокусира повеќе на финансирање на пензискиот систем и администрацијата, отколку на социјалната помош. До година ќе треба да се вратат над 1,2 милиарди евра, 700 милиони евра еврообврзница која доспева. Дома и во странство, планот е да се задолжиме за речиси 2 милиарди евра.
Со новите проекции за државната каса, планот е во 2026 да се соберат 6 милиарди евра, а да се потрошат 6,7 милиарди евра. Минусот во буџетот е проектиран да биде 638 милиони евра, приближно колку што се планира за капитални проекти. Тука се изградбите на сали, училишта, веќе познатата делница Белјаковце-Крива Паланка од железничкиот коридор кон Бугарија, а планот е да заврши изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Растот се очекува да биде 3,8%, инфлацијата 2,5%. Јавниот долг пак, според фискалната стратегија, ќе надмине 62% од бруто домашниот производ. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Изет Меджити денеска официјално ја призаде функцијата градоначалник на општина Чаир. Во своето обраќање тој истакнал дека враќањето на оваа позиција за него представува чест, одговорност и продолжение на една длабока врска со граѓаните на Чаир. Тој нагласил дека убедливата победа на локалните избори представува јасна порака од граѓаните дека сакаат континуитет, развој и работа. Со неговото заминување од владата во локалната самоуправа, сега треба да се пополни Министерското место за животна средина и просторно планирање, кое воедно досега беше и вице-премиерска позиција. Според најавите од Вреди, нов прв вице-премиер ќе биде Беким Сали, но веројатно друго име ќе дојде на позицијата министер за животна средина. По повеќе годишна пауза, Агенцијата за храна и ветеринарство повторно спроведува превентивна вакцинација на животни против антракс. По повеќегодишна пауза, Агенцијата за храна и ветеринарство повторно почна со вакцинација на животни против антракс. Оваа превентивна активност ќе се спроведува до 17 ноември во повеќе потенцијално ризични места. Агенцијата за храна и ветеринарство согласно годишната наредба за здравствена заштита на животните за 2025 година по долгогодишна пауза започна со превентивна вакцинација на говедата, овците, козите, копитарите и свињите против антракс во населени места во епозоотилошките единици Велес, Зајас, Прилеп, Пробишти и Сарај, најдоста до 17 ноември. Носителот на одобрението за ставање на промет на вакцината, вакцина против антракс Баксај, ја набави и истата ја дистрибуира до надлежните ветеринарни друштва во дистриктите каде што ќе се врши превентивна вакцинација. Трошоците за вакцинацијата против антракс се натовар на програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2025 година. Антраксот е сериозно заболување предизвикано од бактеријата која формира спори, Bacillus anthracis. Иако претежно ги зафаќа само домашните и дивите животни, може да се заразат и луѓето преку директен или индиректен контакт со заразени животни, информираат од ТАХАВА. Инфекцијата обично се јавува преку контакт со кожата, дишување или цревна абсорција. Почетокот на симптомите се јавува помеѓу 1 ден или повеќе од 2 месеци по инфекцијата. Генерално, антраксот не се пренесува од човек на човек, но во ретки случаи кожните лезии што ги предизвикува оваа бактерија можат да ја пренесат заразна. Како што објаснува директорот на агенцијата, антраксот се шири преку контакт со спорите на бактеријата, кои често се појавуваат во заразените производи од животинско потекло. Александар Динев, Сител телевизија. Над 2000 студенти од почетокот на месецов останаа без парите за студентски оброк поради неажурноста на дел од факултетите. Наместо на нивните сметки, 280.000 денари се вратени во државната каса. Поради неажурноста на факултетите, 280.000 денари место кај студентите си се вратени во државната каса. Над 2000 студенти со жалби и поплаки до Министерството за образование и наука и студентските собранија, дека месецов не добиле средства за студентски оброк и покрај тоа што уредно запишале година и ги исполнуваат условите да добиваат 140 денари на ден. Проблемот лежи во неажурноста на факултетите. ФЕИД, педагошки, Мајка Тереза и други не испратиле ажуриран список со редовни студенти, обврска која треба да ја извршуваат на месечно ниво. Секој факултет, секоја високообразовна установа е должна секој месец до Министерството за образование и наука да доставува ажурирани листи на редовни запишани студенти на таа институција. Се со цел Министерството за образование и наука да знае кои студенти нели се редовни, кои ги исполнуваат условите за да добиваат субвенциониран студентски оброк, но ете очигледно неколку факултети овој пат не доставиле навреме податоци.
Но и во случај на далава факултетите да си ја поправат грешката, сепак студентите нема да ги добијат парите кои што им следуваат за 1 ноември. Доколку ситуацијата и предизвикот се надминат во текот на оваа недела, ние очекуваме и се надеваме дека засегнатите студенти ќе ги добијат средствата за оваа недела на нивните сметки и бидејќи можат картичките да ги користат до сабота ќе може да си ги потрошат средствата за неделава. Но што е со оние средства од саботата? Значи студентите дневно добиваат по 140 денари за купување на оброци, што значи дека тие средства од минатата недела им пропаѓаат, односно ако да речеме станува збор за 2000 студенти кои што се засегнати по 140 денари дневно, тоа значи дека некаде над 280.000 денари се враќаат во државната каса, односно студентите не можат да се ги искористат. Сител доби и потврда од ресорното министерство дека поради неажурираните податоци на факултетите не можат да го продолжуваат правото за оброк на студентите. Ова не се случува првпат. Ваква била ситуацијата и претходниот месец, но и претходните академски години. Студентите како решение предложуваат автоматизиран систем преку кој факултетите секој месец ќе знаат до кој датум треба да ги испратат податоците. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Преглед на вестите од светот од Емилија Штериов.